Во оваа емисија на Канал Плюс телевизија, почитувани гледачи, зборуваме за чаеви против заболување на црниот дроб и жолчката. Се повеќе се зголемува бројката на лица кои страдаат од вакви болести, од болестите на црниот дроб и на жолчката, а ќе кажеме како на природен начин може да се ублажат симптомите при овакво заболување. Разговараме со магистер Киро Бојаджиски. Добар ден, добре ни дојдовте повторно во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. И да кажам, ovo е 300-та емисија што ја правиме заедно. Еден јубилеј кој воопшто не е за подценување, ако још и кажам дека ние го пробудивме духот кај сите телевизии во Македонија и билколечители за лечење на луѓето со лековите билки. Так. Зборуваме за црниот дроб и за жолчката. Јас кажав во најавата дека се зголемува бројката на лица кои страдаат од вакви болести. Колку во последно време е тоа изразено и кај која категорија на луѓе најмногу ги напаѓа? Прво еден сосема краток увод. Заболувањето на црниот дроб и на жолчката се тешки заболувања. Црниот дроб, како што ни е познато, е најголема жлезда во човечкото тело. Он е првиот филтер на прочистување на крвта, па потоа поминува се друго низ бубрезите и така натаму, но функцијата на црниот дроб е изморедно важна и значајна во човечкиот организам, во неговата физиологија, така да секој мора да води рачун за својот црн дроб ако сака да биде здрав. Во противно, болеста му секојаш каца на вратата и ќе биде перманентно болен. Заболувањето на црниот дроб зема се поголем замав. Некогаш, според евиденцијата што јас стално ја пратам, имало заболување негде меѓу 7 и 10% од сите, да кажеме, категории на луѓе, од деца до највозрастни. И тоа сегашниот број на заболување трче некај 15%, што е дупло повеќе од некогашното време. И се поставува природно прашање зашто е тоа? Што е основната причина да луѓето заболуваат на црниот дроб, со тоа да целокупно нивни физиолошки, па и, ако сакате, одбранен систем битно се навалува, затоа што функцијата на црниот дроб како основен филтер на се што внасаме како храна, како течност, како воздух, ако сакате, се мине низ црниот дроб, а потоа на друго место. Баш во црниот дроб се навоѓа и жолчката, како што знаеме, и оно што е најотровно и најштетно, црниот дроб го издваја и го упатува преко жолчните канали во жолчката, а потоа она има сосема друга функција на еден мал дел оде во стомахот за варање на храната, а поголем дел бива исфрлен преко органите за евакуација. Имаме ли ранлива категорија на граѓани кои страдат повеќе од вакви болести, од заболувања, од симптоми пропратени, нели, кои се симптомите, да ги кажеме, кога веќе заболи црниот дроб и жолчката? Најранлива категорија се луѓето кои пијат алкохол. И многу често од претерано земање на жестоки алкохолни пијалаци луѓето добиваат така наречена цироза, односно распаѓање на црниот дроб. Потоа многу страдат рударите. Страдат луѓето кои работат во прашина, во дим. Натаму страдат луѓето кои работат во млинската индустрија, во пекарската индустрија, во фармацевската индустрија, возачите, чистачите на улици, шоферите, да кажеме, но и луѓе кои што повремено контактират со загадени води. Тоа е случај кај нас со прскањето во оризите, контакти со пестициди, кои неминовно го напаѓаат црниот дроб и манифестацијата кај такви луѓе кај нас, баш за тоа и зборувам кај нас, некако заболувањето на црниот дроб, па и на жолчката зема поголем замав. Но за среќа во Кочанскиот регион посебно или во источниот, би рекла, регион, имаме плејада на лековите билки кои може да помогнат при вакво заболување. Тука сме да ги споменеме и сега кога граѓаните кои имаат проблеми и кои имаат заболување на црниот дроб и на жолчката може да се излекуваат или да ги ублажат симптомите на вакво заболување со нашите билки со кои располагаме. Да ги споменеме. Ќе споменеме меѓутоа да кажам дека многу погрешно често пати се мисли дека некој ако има жолта боја на лицето,
или били рубин на капаците на очите дека има жолтица. И до тога и доведе до погрешно лечење од страна на било кој од докторите. Он има фактички заболен црн дроб. Па потоа добива таква неприродна боја и тука настануваат грешките. За среќа, ние сме подрачи, како што повеќе пати имаме споменато, дека има извонредно многу и многу лековити билки кои што нашиот народ некогаш ги добро знаел и користел, па потоа е пуно што од тоа заборавено, така да сега се враќаме, ете и вие како медиум, премногу допринасете да се врнеме на оно природно лечење кое нашиот народ го знае. Ево одма да кажеме, едно од основните лековити билки кај нас е жалфијата. Она е, да кажем, еден силен природен антибиотик со 6 компоненти кои што до сега се изучени и понатаму се проучува, кои што извонредно убаво делуваат на залечувањето на црниот дроб. Тук ќе ве прекинам, затоа што жалфијата имаме пред нас, можеме и да ја покажеме на гледачите и да кажеме како делува жалфијата. Да, тоа е паркова жалфија, но има и планинска жалфија, и едните и другите се извонредно лековите и имат скоро исти или сличен хемиски состав. Тие се природни, во нив има природни така наречени фитонциди, тоа се природни антибиотици, кои може и превентивно да делуваат, но и да кажеме куративно. Кога е човек заболен, извонредно брзо делуваат, така да манифестацијата при зимање на жалфија во чаевите одма се приметува подобрување кај оболените за 4 дена. Што е многу ефикасно. Далеко порано се приметува подобрувањето него да прима антибиотици. Но тука имаме и комбинација на друго растение. Да. Тоа е цветот магарешки трн. Проклетиот магарешки трн, кој е многу подценет и за кого многу често ние со подсмев зборуваме извореден лек. Кај него нема што не е лековито. Од цветот, лисјето, стеблото, па и коренот. Така да, оние кои имат такви тегоби, можат слободно, сега скоро ќе фане да цвета магарешкиот трн, да наберат цветови од магарешки трн, лисје може да наберат, но они се бодликави, но и коренот е извонреден лековит, но не препоручувам да биде се ископан од некое место, за да идната година поново го најдеме тамо, дека е бил природно да се размножи, а он, како што видите, баш овој дел што го држите, е неговото семе, а оно, да кажам карикирано, знае да лета. И може да прелета по 2 до 3 километри од местото дека го има магарешкиот трн и ветровите да го разнесат на сите страни, лево, десно, нагоре, надолу, дури и во планините да иде. Магарешки трн ние за чудо имаме и на Осоговието некаде се до пониква на височина од околу 1250 до 1300 метра надворска височина, што не е случај на други места. Значи, Осоговието е еден, да кажам, природен амбиент, еден резервоар за лековити билки, ете конкретно и кога зборуваме за заболувањето на црниот дроб и жолчката, тоа е еден од најефикасните лекови. Разбира се, они можат да бидат и комбиновани со други билки. Може. Тука може да помогне и црвениот и жолтиот кантарион, кој што заедно да се измеша таа срекна комбинација. Да, може да се измешат заедно. Може да помогне исто така и дучката трева во тоа, но и поддавичето. Со поддавичето помали количини, оно е ефикасно, меѓутоа многу е горчиво, па така луѓето од незнање не го употребуваат, сметат дека е многу горчиво, меѓутоа оно е горчиво баш затоа што е и многу лековито. Неговите алкалоиди, има 4 многу битни алкалоиди, за тоа се убиствени за вирусите и бактериите и гливиците во црниот дроб. Така. И жалфијата и едучката трева мора да споменам дека има горликав вкус, така ли? Да. И црвениот кантарион исто така е горчив, меѓутоа нема што да се лутеме ние. Сите лекови носат латинско име амари, што значи горчиви. Па тоа горчивото е фактички од алкалоидите, што ги има во билките, а алкалоидите, како што ни е познато, се лековите, па дури и нашата фабрика најголема за производство на лекови се вика Алкалоид. Веднаш после емисијата ќе можат гледачите да споменам и да се јават на телефонскиот број кој ќе биде испишан на екраните и ќе можат да ја добијат оваа стрикна комбинација од чаеви кои ја имаме тука, кои ќе можат да помогнат при заболување на црниот дроб и на жолчката. Само да споменеме како треба да се подготви чајот. Пред да кажеме како да кажам кои категории се најранливи. Тоа се алкохоличарите, нажалост пушачите,
луѓето што земат дрога, но и како што рековме некои од занимањата нивни, што ги има и они се подложни на тоа. Што е многу интересно, заболувањето на жолчката и црниот дроб како појава на жолтица започнува дури во породилиштето. Вие секако знаете и мајките знаат дека децата само што ќе се родат во породилиштето добива жолтица. Тоа е еден вид благо заболување на црниот дроб, благо заболување кое брзо се лечи и така со мајчиното млеко кое има природни заштитни средства брзо поминува, но ако се занемаре или ако мајката е пушач или алкохоличар, заболувањето још од самата болница од породилиштето продолжува. Сега да кажеме како се прават чаевите. Некои од чаевите се варат, меѓутоа чаевите од жалфијата и магарешкиот трн не треба да се варе. Треба да биде попарено само со врела вода, да остое чајот од прилike саат и пол до 2, да се прецеде и да се засладе со мед. Меѓутоа не е пожелно да се стават вештачки засладувачи, како што е натрен, захарин и така натамо, од прости причини што они, напротив, они делуваат на црниот дроб многу агресивно. Додека природниот мед е и храна и лек во исто време и содржи според досегашните истражувања некаде околу 86 лековити својства и понатаму се продолжува да се лечи. Инаку да кажеме на страховита цифра од оно што е истражувано за црниот дроб. Досега се утврдени повеќе од 50 разни заболувања на црниот дроб. И тоа сите тие 50 заболувања скоро до еден можат да бидат лекувани или да бидат излекувани до крај со лековите билки. Да. Имаме и други комбинации на чаеви за вакви болести. Да ги споменеме. Да споменеме, кај нас е едно од ефикасните средства црвениот кантарион, жолтиот кантарион, ајдучката трева, поддабичето и планинската жалфија, што рековме. Сите тие во една среќена комбинација, се заедно, да кажам, од некои 350 до 400 грама, што е доволно за лекување од 1,5 до 2 месеци, а тоа е време за кое треба постојано да се зимат чаеви, со оно вообичајно што јас го и препорачувам. 4 дена зема чај, 1 ден одмор. Пак 4 дена, 1 ден одмор. Дури е пожелно да се направи комбинација 4 дена од овој чај, 4 дена од другите чаеви, што во исто време доваѓа и дополнување на лековитоста на чаевите од едната група во другата, од еден вид алкалоиди во друг вид алкалоиди, така да таа среќна, да кажам, комбинација од алкалоиди што ние ќе направиме преку чаевите, ќе делува многу лековито и секако да од тие 8 растенија што ги споменавме сега тука, како да е 3, 4 или половината од нив многу поволно и многу брзо ќе делуваат. Вие имате на лист напишано неколку билки кои во една средна комбинација можат многу да помогнат во овие болести. Имаме прв, втор и трет чај. Да ги споменеме по грамови и препорачуваме ве кој сака да запише. Првиот чај за кого е наменет? Првиот чај е наменен за, да кажам, за возрастни луѓе, работоспособни, кои што постојано работат, но кои се здрави, а заболувањето настанува од влијание на неговото место на работа или од природни чинители. Не е за алкохоличари и, да кажам, луѓе кои што пушат или и пушат и пијат. Тоа е овака многу среќна комбинација е невен. Невенот е извонреден лек кој делува брзо за обновување на клетките и за раснувањето на веќе створените, да кажам, ранени места во црниот дроб. Невен треба да се зема 50 грама, само цвет, може и лист, но не и корен, како што нашите луѓе идат па го искубат таму и се упропастат. Потоа цикорија. Цикоријата е диво кафе, како нашиот народ ја вика, тоа е многу лековито растение и од него се користи коренот. Меѓутоа докази има дека што има во коренот, има во стеблото, има во неговите лисија, има и во семето. Така да не мора да биде искубан во овој случај коренот од цикоријата, може да се користи и стеблото. Едноставно, цикоријата е измореден лек против рак.
сегашните истражувања во сите големи светски институти, во, да кажем, и западните земји, но посебно во Јапонија, Кина, Пакистан, Индонезија и така натаму, па и Америка се направени извонредни истражувања, има докази дека цикоријата е неверојатно добар лек за пресретнување на проширувањето на канцерогените клетки. Така да, ако ги има, да кажем, 100, не може да бидат више 110 или 200. Тај број остане тука и бива полека намален. Натаму камилицата. Ете, нашата камилица, која постојано ја тука имаме, е извонреден лек. Она ги смирува болестите, смирува го и стресот кај луѓето, но делува исто така и патогенно, едноставно ги уништува бактериите, гливиците, па и до некаде и вирусите. Тоа е по 50 грама дневен, цикорија корен 30 грама и камилица 40 грама. Чајот се праве на овој начин. На 400 грама врела вода се става 2 лажици од оваа комбинација и се варе 3 до 5 минути, не повеќе, покриено, потоа одстојува пак 1,5 сат и се меша пак со мед, никако со вештачки засладувачи, како што рековме за сите. Вториот чај е чај за повозрастни луѓе, да кажам, онака пензионери кои се доста недисциплинирани, а и за несреќа и забрават луѓето поради појава на склероза и така натаму. Тоа е оваква комбинација на чајот. Матичина 60 грама, мустаки од пченка или свила од пченка, нашиот народ ја вика мустаки. Тоа е свилата од пченката, 50 грама, шипка плод 60 грама и мајчина душичка 60 грама. Неверојатно убава комбинација која што делува брзо, но и продолжено, за разлика од овој кој делува првиот чај ударно, овде доваѓа до малку попродолжено дејство. Продолженото дејство станува од пченкарната свила, од матичината и делувањето на шипката со С витаминот. И на крајот еден чај за помали млади и за помали деца. Овој чај е малку составен од, да кажем, по-нежни растенија и по-лесни билки. Така е. Тоа е овака, да кажем, Божи дух 60 грама, жолт кантарион 30 грама и матичина 30 грама. На овој чај не треба да се вари. Треба да се стави една голема лажица на 250 до 300 грама вода, да биде попарен, да остои известно време и пак со мед, дури може и на малите деца, уколку има несреќа да е заболено на дропчето, може преку цусла да му се дава наместо водичка и ќе делува неверојатно добро и брзо. Овие чајови можам да кажам дека се проверени во многу лекови што сега ги презентира медицината, фармацијата или билковлечителите ги има сите, но под разни имења и луѓето не знаат што е, така да ќе чуе со некое име кое не го знае, а тоа е едно од проклетствата на фармацевската индустрија, која се крие од луѓето, а фактички се е пред очите на луѓето, како што сега зборуваме за овие лековите билки што ни се пред очите. Да кажам дека треба да се држи диета. Не треба да се јаде пресолено, не треба да се јаде люто, не треба да се пие газирани сокови и сега нека ми простат пушачите, ама пушачите треба да се простат од цигарите, а алкохоличарите без друго мора да забрават на чашката, инаку ќе станат многу брзо другари на ангелите. Па од тие причини, кога зборуваме за заболување на црниот дроб, апсолутно е потребно диета. Треба да се хране човек поумерено, не со многу масна храна. Брзата храна за младите исто така е неповолна и не треба да се зима. Бурекот да се забраве, пастрамалиите исто така. И да се јаде многу течна храна. И да се пие многу вода, но и да се јаде многу зеленчук, да се јадат и овошни плодови, особено е поволно грозјето, во овој случај јаболката во наши услови, мушмулите кои содржат исто така многу витамини, но содржат многу и минерални материи кои им допринасат брзо да се обнова внатрешниот дел на црниот дроб и да се луче од жолчката, да се сокот од
жолчката да биде што е можно побрзо излучен и изваден од организмот за да не доаѓа до појава на жолта боја на лицето, на телото и на билирубин на клепачките на луѓето, со што се намалува и видот. Сакам да нагласам дека заболените од црн дроб имат намалени рефлекси, што е многу опасно, да кажеме, за пилотите, за возачите на автобуси. Не може брзо да реагира. Не може да реагира брзо и он има затупени рефлекси и нема добра процена на далечината баш заради појава на билирубин. Билирубин тоа е еден вид боја која што у тачкаста форма се јавува на долниот или на горниот дел на клепачките на очите на луѓето и поради тоа што тоа се постојано лучи, ствара еден вид, да кажам, не е тоа перде, али ствара една завеса, обојана завеса у онака плавкаста боја, па човекот не ги разликува ни добро ни боите. Така, за возачите кои имат такви тешкоти, он не може да разликува бојата на колата, ако е сиво или црна, не може да разликува од асфалтот. На него се му изгледа сивкасто или плавкасто и од тие причини сметам дека треба да се воде сметка. Така да ако Пред биде... да продолжиме само со останатите совети, имаме што многу да зборуваме, само да споменам дека за ова за што зборуваме постојано во емисиите го има и тука во книгата на магистер Киро Бојаджиски, лековите билки, болести, рецепти, која вие, почитувани гледачи, можете да ја добиете доколку се јавите на бројот во Канал Плюс телевизија, која испишам веќе на вашите екрани и ќе си ја добиете оваа книга. И да кажам још нешто. Во исхраната треба да се користи многу риба. Рибата познато е дека во неа има доста риблјо масло, но и витамини и многу лесно сварливи беланчевини, белковини, кои што допринасат за брза регенерација на црниот дроб. И да кажам со тоа и да завршиме, луѓето кои имат заболување на црниот дроб, на жолчката или едно и друго, не треба да се доведат до стресна состојба. Стресот е катастрофален сојузник на оној кој има такво заболување, може и ако е во стресна состојба да биде состојбата на неговото здравје уште полоша. Добро, тука ја завршуваме емисијата за болести против црниот дроб и жолчката, односно лековите билки, рецепти и чаеви, како можете да си помогнете за да се ублажат симптомите на заболување на црниот дроб и жолчката. Јас ќе се заблагодарам повторно што одвоивте време за нашите гледачи, да можеме да ги советуваме што треба да се реагира доколку има вакво заболување. Благодарам и на вас и нека ги пратат вашите емисии. Со задоволство сами ќе констатират дека е тоа што на нив им треба. Благодарам уште еднаш. Уште многу има за што се зборува и ќе правиме уште многу вакви емисии. Благодарам.